Уште еден гостин во студиото и разговор на тема детските градинки во Македонија со градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Карбинци е рурална општина и ако ве прашам каква е моменталната состојба со градинките во општината, колку установи функционираат, знам дека ќе ми кажете дека имате само една градинка, но дали таа ги задоволува потребите на локалното население и дали можеби има во последниот период зголемена потреба за згрижување на дечиња во градинките и кои се неголемите предизвици со кои што се соочува општината во однос на доволно капацитети за згрижување? Да, ова е убава тема кога разговараме за градинките и за најмалите. Во Карбинци има една градинка која што работи 10 години како е отворена со капацитет од само 50 дечиња и за волја на вистината потребата е голема, односно имаме потреба за зголемување на капацитетот и тоа е она што го работевме во изминатиот период. Направивме целосна нова техничка документација за доградба на истата градинка, на истата локација, со тоа што ќе се зголеми капацитетот за плюс 50 дечиња или вкупно ќе имаме можност да згрижиме 100 дечиња, затоа што потребите така ни налагаат. Имаме некаде листа на чекање која што го варира бројот. Ете и во руралните средини има листи на чекање. Така, да. Од некои 20 па до 40 дечиња се биле на оваа листа на чекање. За волја на вистината и за еве се гордеам со истото, обезбедивме целосна техничка документација, заедно со Министерството за труд и владата обезбедивме финансирање, односно финансиски средства и веќе сме во една завршна фаза. Практично целосно е завршен овој објект за доградбата на детската градинка. Сме во една фаза на уредување интериерско и внатрешно уредување и очекувам до крајот на оваа календарска година и некаде почетокот на следната да ги добиеме сите оние дозволи за употреба на овој објект и конечно да завршат овие листи на чекања. И знаете, кога имате потреба на вистина да згрижите дете повеќе е од една страна многу позитивно, но од друга страна доколку капацитетите ви се ограничени, па се доведуваме до ситуација да имаме на вистина потреба, а и желба и можност да ги решиме овие проблеми и конечно еве во Карбинци ова ќе стане минато. Навистина убав и позитивен пример на општина која што работи на зголемување на капацитетите за детско згрижување, една сериозна тема која што бара и сериозен пристап во работењето, но еве уште едно важно прашање е како општината се грижи за квалитетот на образовната и воспитната работа во градинките, дали имате можност да следите одредени обуки, проекти или поддршка за стручните кадри и на тој начин да се унапредува и работата и условите за дечињата во градинката? Да, апсолутно. Сметам дека градинката, но и училиштата, еве Карбинци има 9 подрачни училишта со едно централно основно училиште. Ги пратиме сите оние повици, конкурси кои што ги дозволуваат, односно ги нудат институциите и владини, но и самите невладини организации кои што нудат вакви мерки и активно учествуваме во едни вакви обуки, секаде каде што можеме да се доедуцираме како пред се како кадар стручен, да се добијат дополнителни знаења, ги користиме максимално овие можности и можам со задоволство да кажам дека во Карбинци има навистина еден успешен кадар пред се во детската градинка или оваа детска установа, но и во самото основно образование до 9-то одделение, во сите оние подрачни училишта и централното училиште имаме навистина еден успешен кадар кој што барем до сега имаме многу позитивни примери за успешни ученици. Освен Карбинци, во рамки на општина Карбинци гравитираат уште 25 населени места, колку што јас знам. Дали е точно? Вкупно 29 населени места на самата територија на општина Карбинци, вклучително и село Карбинци, кое што е
центарот на општината и административен центар каде што Ова се го прашувам во насока за развој и проширување на капацитетите, можеби не само во Карбинци, туку и во другите населени места кои што се дел од општината. Во смисол на тоа и да ве прашам каква е вашата визија за развојот на предучилишното воспитание во вашата општина во следните неколку години, освен квалитет би рекла и обезбедување на поголема достапност за семејствата во руралните средини. Па да, секе зависи од она кои се потребите на населенијата, на жителите, кој е бројот на потребни капацитети за сместување на деца. Нашиот план е нормално да обезбедиме за секое едно дете да има можност да се запише во градинка, а потоа и во основно училиште, да бидат дозволени сите нормални за денешно време услови според стандардите, а тоа го правиме паралелно не само за згрижување на деца во градинка, туку и за сите оние во основните училишта. 9 подрачни училишта се навистина голема бројка за една мала општина, но еве и таму со задоволство можам да кажам дека имаме речи се 90% реновирани училишта, модернизирани училишта, некои од нив се веќе во тек на реконструкција. И сметам дека еве во една блиска иднина ќе имаме 100% обезбедена, би рекол, одлична инфраструктура во делот на образованието и детската градинка. Кога сте прв човек на општина, сте водечки кадар во рамките на локалната самоуправа, тогаш работите, речи си 24 часа во текот на 7 дена во неделата и знам дека реализирате голем број на проекти, се социјални или да ги подобрите условите за живење во општината, па би ве прашала кои се најважните проекти што ги реализирате периодов во општина Карбинци и во која насока се движи урбанистичкиот развој на општината? Има ли многу нови урбанистички планови или измени што ќе донесат подобрување? Карбинци бележи многу проекти кои што проекти кои што го одбележаа изминатиот период. Во овој момент се работат неколку важни проекти, како што се уредување на речни корита на еден одводен канал во село Долни Балван, кој што е многу важен проект за жителите на населено место Долни Балван. Се уредува уште една фаза на речното корито на река Козјачка, која што во минатото направи сериозни штети од поплавување на населеното место Карбинци. Понатаму во делот на инфраструктурата работиме на еден поголем зафат во населено место Таринци, се работи една поголема улица во тој дел. Реконструкција на училиштето во селото Радање исто така е предмет на проект кој што е поддржан од страна на Министерството за локална самоуправа и кофинансирање од општината. Така да имаме еден поголем број на проекти, но и некои посетни проекти кои што се важни еве за населението, а фокусот во следниот период ќе не биде токму во урбанизацијата. Зошто? Затоа што општина Карбинци во перспектива гледа можност да понуди на населението да си купи плац за домување, со тоа што општината ќе реализира проект кој веќе е во фаза на припрема, а тоа е обезбедување на плацеви за домување од А1 намена во близина на селото Таринци, кои што ќе бидат понудени за продажба на заинтересираните сограѓани, а општината ќе обезбеди бесплатен проект за градба на истава куќа, односно ќе имаме 4 модели на куќи од еден вид на една типска населба која што ќе никне до самото село Таринци или ќе биде продолжение на истото ова населено место. Одлична можност за жителите на Карбинци. И би била можност во перспектива за едни, би рекол, долги години, затоа што на самата оваа локација обезбедуваме некаде 170 плацеви за домување. Тоа значи дека и во наредните години, можеби и деценија понатаму, ќе имаме можност да се продаваат плацеви и граѓаните да имаат опција да купат во сопственото место, да останат да живеат и по една навистина поволна цена, но и многу поволни услови со бесплатен проект, ослободување од комунали и сите оние потреби кои што општината има обврска заедно со државата да ги реализира. Тоа е инфраструктурата во самата оваа населба и секако што ќе се зголемува населбата, така да се гради и сите оние останати потреби на истата.
Одлична можност да заживеат помалите места и помалите градови во државата, затоа што ако сакаме силна економска држава, можност за развој и економско јакнење нели на граѓаните, токму треба да им ја дадеме таа можност во рамките на функционирањето на локалните самоуправи. И некаде кон крајот на разговорот само ќе споменам дека многу вложувате и во реализација на проекти кои што се однесуваат на инфраструктурата. Овде секако ќе ги вброиме и реконструкција и одржување на локалните патишта, затоа што пристапноста и поврзаноста секако е многу важна, и ќе го споменеме и водоснабдувањето и канализационата мрежа. Дали успевате и тука да бидете доволно успешни? Успеавме досега, еве во минативе 4 години, да асфалтираме некаде околу 20 километри локални улици и патишта, што е навистина импозантна бројка за една мала општина, и продолжуваме со иста динамика и исто темпо да ја уредуваме оваа инфраструктура. Можам да кажам исто така со задоволство дека 80% од проблемите со водоснабдувањето во минатото се целосно отклонети и решени. Карбинци има два алтернативни водоводни системи кои што се во функција. Тоа е стариот бунарски систем на водоснабдување и систем на водоснабдување преку хидросистемот Злетовица со една модерна ултрафилтрација преку една ваков систем со една фабрика за вода која што е изградена во општина Карбинци и ги покрива сите населени места, односно 80% од територијата на општината. Останува еден помал дел во оној подплачковичкиот регион, под планината, каде што е малку поотежнато водоснабдувањето, меѓутоа работиме на проекти таму каде што наскоро очекувам дека ќе биде целосно решен и тој проблем, така да имаме една поинаква слика во изминатиот период. Очекувам понатаму да го дозавршиме она што сме го зацртале како цел, општина без кал, со асфалтирани улици, општина без комунални проблеми и нормално да разговараме и за многу позитивни работи. Само да напоменам дека во Карбинци не постои ниту дива депонија, ниту легална депонија. Ние сме општина која што немаме депонија. Нашиот отпад заминува на друго место, односно се согласно проектот за регионалната депонија се депонира на локација на општина Штип. Она што е важно дека Карбинци е целосно исчистена општина, без ѓубре и депонија, имаме една прекрасна природа и можности за секој еден да ужива во неа. Имате и многу убави места и локалитети кои што може да се посетат и да се ужива во околирата и сето тоа што го нуди општина Карбинци, но за туристичките можности и потенцијали ќе разговараме во некоја наредна прилика. Бидејќи сето ова што го правите како локална самоуправа и во функција на граѓаните, верувам дека во процесите на планирање секако дека ги слушате потребите и предлозите на граѓаните за да продолжите и понатаму да градите една успешна и убава општина. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам за можноста.